Така, Елена, добро утро повторно до вас и до гледачите на утринската програма. Ние ово утре се наоѓаме во градскиот парк во Скопје. Токму тука со почеток од 11 часот и 30 минути па се до 13 часот и 30 минути. Тука ќе се одржува Олимпијада во читање и математика. Представува завршен настан, круна на 5-годишниот проект на УСЕД со читање до лидерство. Целта на проектот беше да се проценат истовремено и да се подобрат јазичните и математичките вештини на учениците од ниските оделенија од основното образование. Што конкретно ќе се случува тука ова утро, малку подетално ќе дознаеме од Ана Димовска, која доаѓа од фондацијата Чекор по Чекор. Ана, добро утро. Добро утро. Значи веќе се во подготов. Да, во полник се подготовките, во позадина може да видат и гледачите за нашата Олимпијада за читање и математика, која што Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор ја организира во рамки на проектот на УСЕИД со читање до лидерство, кој што го спроведувавме од 2013 па се до овој месец. Значи ги имаме завршните настани за овој проект. Која е целта на настанот и пред се за кој е наменет? Така, иако името на настанот е Олимпијада за читање и математика, сепак не е од надпреварувачки, туку од ревијален карактер. Целта ни е да ги заинтересираме родителите, наставниците и најмладите ученици, но и дечињата од предучилишна возраст за важноста за читање и учење математика. Така што токму и тоа ќе понудиме денес. Голем број на забавни групни активности на отворено, каде што во акцент ставаме на читањето, на вежбањето математика, се тоа преку игра и забава во групни активности, а освен тоа и ќе имаме и отворени активности од типот на ликовно картче, совети за здрави читачки навики со доктор Читко, кој што е дел од нашата кампања, која што ја спроведовме во изминатите години во рамки на овој проект, а тука со нас денес е и нашата библиотека на Тркала, која што е подвижна библиотека и која што ќе биде достапна за сите денешни посетители кои што ќе ни се придружат во парк. Веќе во позадини ги имаме дечињата, почнаа да пристигнуваат. За кои ученици станува зборот, кој училишта и од каде ни доаѓаат? Денес веќе имаме најавена посета на повеќе од 200 ученици од прво до пето оделение од разни делови на земјата, но освен тоа, бидејќи се наоѓаме на отворено, најавен простор, ги покануваме и сите останати родители, баби и дедовци кои што се слободни со децата денес во овој период, во периодот од 11:30 до 13:30, да ни се придружат во активностите слободно. Ќе најдеме може да бидат вклучени активно. Да, се разбира. Во сите активности кои што ги спомнавме, соодветно на возраста на децата, ние имаме подготвено активности уште од предучилишна возраст па се до пето оделение, како што рековме со посебен фокус на активности за читање и математика, се со цел да го подигнеме интересот кај дечињата за читање. Имаме и голем број на сликовници во библиотеката на Тркала, друга детска литература, така што тоа е се достапно за сите што ќе дојдат денес во парк. Во текот на овие 5 години, колку што и траеше самиот проект, беа опфатени преку 15.000 ученици, 35.000 заедно со нивните родители и со наставниот кадар. Може ли малку подетално да не запознаеш со проектот? Проектот беше доста комплексен во смисла на дека понуди голем број на различни активности. Ние најпрво правевме проценки на познавањата по математика и мајчин јазик и учениците. Во 2016 таа студија го опфати сите основни училишта во Македонија, на пример околу 8.000 ученици, она што го добивме како повратна информација, го даваме во форма на препорака и до Министерството, до останатите релевантни образовни институции, училиштата, родителите и сите. Тоа се всушност препораки во однос на тоа што можеме ние да направиме за да го зголемиме интересот за читање и учење математика кај дечињата уште од најмала возраст, значи уште од почетните оделенија во основното образование и меѓутоа и што можеме да направиме, односно кои се оние делови или каде имаат повеќе потешкоти, во кои сегменти од учењето на мајчин. Вашите впечатоци, каде најчесто имаат пропусти учениците при проценката која беше направена? И дали очекувањата ваши се остварија? Така, значи, како што рековме и веќе наведам само некои примери од она што ни го покажа истражувањата на терен, е дека нашите ученици можеби немаат проблем да ги читаат буквите или текстот, бидејќи локалните јазици тука се лесни, нели, за читање, како се пишува, така се чита и така натаму. Меѓутоа треба повеќе да вежбаме и во улога на родители, во улога на наставници или останати членови од семејството, од заедницата, да во однос на разбирање на она што го читаат, за да можат дечињата понатаму да го користат читањето како алатка за да ги
учат другите предмети на училиште, но и надвор од училиште. На пример, треба да им поставуваме додека читаме одреден текст со нив и додека учиме, да им читаме повеќе, да им поставуваме повеќе прашања кои што ќе развиваат критичко мислење, слободно размислување на децата, да одговараат на прашања од отворен тип, да не се плашат да го искажуваат своето мислење, за да не биде читањето и учењето само чиста репродукција на она што е прочитано, туку значи од еден поширок аспект тие всушност да може да го применат она што го прочитале. Со цел пишаниот збор да биде што подостапен за учениците, вие благодарење на библиотеката на Тркала пробатувавте на повеќе од 200 локации во рурални средини каде што книгата и не е така лесно достапна до учениците. Да, за жал постојат рурални средини, па и особено подрачните училишта, по селата кои што немаат своји училишни библиотеки и немаат градска јавна библиотека во близина, тогаш библиотеката доаѓа кај нив. Библиотеката на Тркала посети повеќе од 250 локации, 36.000 ученици се вклучија, така што идните планови еве за на крај едно кои се идните планови на фондација? Ние како фондација, иако проектот завршува, како фондација чекор по чекор продолжуваме да се залагаме за квалитетно образование и се надеваме дека ќе училиштата, заедницата, министерството и сите останати релевантни институции ќе продолжат да градат култура за читање, ќе ги обновуваат библиотеките, зашто повеќе деца да сакаат да доаѓаат и почесто во библиотека, да земаат книги, да читаат, бидејќи сепак тоа се едни основни вештини кои што понатаму им се потребни на децата за сите понатамошни успеси во животот. Благодарам, Ана, за ова вклучување. Ви посакувам убав настан денеска и ова нека не остане тука, нека продолжи во иднина како поттик до сите ученици и нивните родители перманентно да вложуваат во своето образование.